и околу консензуалниот, бидејќи ја наметнавте таа тема. Дали тоа ќе значи дека ќе треба да се менува уставот, ќе се бира консензуалниот во собрание или има некој друг механизам? Во однос на консензуалниот кандидат, зборуваме за заеднички кандидат помеѓу СДСМ и ДУИ како коалициони партнери кои што представуваат две различни етнички заедници, со кои што уште во првиот претседателски круг, односно изборен круг би оделе на избори. Ако го гледаме партискиот интерес, немало подобар момент за ДУИ отколку предвремени избори утре. И тоа ви го кажувам воз основа на сите бројки и анализи на јавното мислење. Значи, партискиот интерес е сега и утре да има избори, меѓутоа државниот интерес не е. Затоа што овие месеци кои што се пред нас се клучни за добивање на датум за започнување на преговори, меѓутоа и за утврдување на една динамика за ратификација на протоколите за членство во НАТО во парламентите на земите членки. И доколку ние свесно одиме на избори сега, без некаква посериозна потреба, смислам дека свесно ја нарушуваме динамиката на започнување на преговори и мислам дека тоа одговорни политичари не треба да го прават. Меѓутоа, ако бидеме уценети во смисла доколку нема парламентарни избори, ќе има бојкот на претседателските избори, а тоа пак ќе создаде институционална криза која што ќе има повеќе влијание пак врз динамиката на интеграциите отколку самите парламентарни избори, тогаш ќе седнеме и ќе размислиме. Меѓутоа, гледано вака, интересот на државата, интересот на партиите, односот е тој. Партиски интерес имаме денеска да идеме на избори, државниот интерес не е тој. Во однос на претседателските избори, да, ДУИ е наставо дека Македонија е време да има консензуален кандидат за претседател, кандидат кој што ги надминува етничките и партиските линии, кандидат кој што ќе биде кохезивен фактор на општеството, кандидат кој што ќе спојува и ќе биде гласот на не можам на македонски, во кризни моменти кои што го немавме, например, господинот Иванов. Така да ќе разговараме денови од денеска, веќе почнуваат разговорите за консензуален кандидат, не би преюдицирале кој ќе биде кандидатот, повеќе зборуваме за човек кој што спојува и кој што ги надминува етничките и партиските разлики.